Поздрав до сите вас пред малите екрани и добре дојдовте во Fair Play, ново издание во кое што одбравме наша тема да биде фудбалот. Најголемиот македонски спортски бренд Вардар е секогаш добра и убава тема, иако за жал во последните години поради ситуацијата во која што се наоѓа, истовремено е и тешка тема. Вардар се обидува да го задржи својот црвено-црн идентитет на грбот на своите комити и секако оние кои што се директни актери на теренот. Но без разлика на ситуацијата во која што се наоѓа клубот. Што би требало да поседува еден човек за да седне на клупата на Вардар? За да успее да биде лидер, предводник, мотиватор и еден од чуварите на најтрофејниот македонски фудбалски клуб. За нашиот Вардар, за фудбалот воопшто, за спортот кој е нераскинлив дел од неговото потекло и семејство, со оглед на тоа што негов татко е почитуваниот спортски новинар и коментатор Зоран Михајлов, денеска ќе разговараме со актуелниот тренер на ФК Вардар, а тоа е Гораст Михајлов. Фудбал е секогаш добра тема за разговор, посебно кога е во прашање Вардар. За Вардар секакви сценарија слушаме, иако за неговите навивачи, за оние кои што имаат почит према најголемиот македонски фудбалски и спортски бренд, за нив најдобро сценарио е секако ФК Вардар да успее да обстане во нашата најсилна фудбалска конкуренција. Веројатно не е лесно да се исполни, да гледаме еден таков условно речено крај, меѓутоа еве според она што го слушам пред официјално да се вклучат камерите, сепак желбата може би до некаде и наетот се големи, па еве ќе видиме што ќе ни донесат предстојните месеци. Како е да се биде меѓу оние кои што сега на својот грб ја носат целата ситуација во која што Вардар се наоѓа, ќе слушнеме од човекот кој што ја презема улогата да ја предводи клупата, да го предводи тимот. Со нас во Fair Play во ова издание му посакувам добри ден на Гораст Михајлов. Добар ден и ви благодарам за мислам за понудата да учествувам во оваа ваша емисија и мислам дека добро и убаво кажавте, да, и наетот е тука присутен и нормално верувам дека ќе успееме. Секако, веројатно, логично е да прашам, ги добивавте тие прашања, но сакам некако поубаво да образложите зошто. Зошто на некој начин дојдовте во ситуација што знаевте однапред дека нема да биде лесна. Има и кај вас лично инает желба за и покрај долгото веќе искуство некое ново докажување или едноставно чиста љубов, желба за помош? Како би се објаснило тоа? Зошто човек да дојде на полусезона кога добро, прашалници има многу? Да, прашалници има многу, меѓутоа ќе се обидам накратко да ви интерпретирам, да ви кажам, значи јас потекнам од Вардаровата школа, значи јас сум дете на Вардар. Од 82 до 94 настапав за Вардар, воедно бев и еден од најмладите дебитанти во историјата на Вардар. Заминав по тоа странство, меѓутоа секогаш се декларирав каде и додев дека сум вардарец. Значи таа љубов кај мене никогаш не изгасна. Значи имав таа прилика покрај мојот татко кој што беше 6 години генерален секретар во Вардар да бидам, да присуствам, дори додам и на подготовки тогаш во времето на Вишневац, покојни, на Шулинчевски исто покојни и другите кои што го предводе тоа Вардар и Чичко Дончо. Значи сум бил присутен, сум собирал топки и таа љубов кај мене тлеела и се уште тлее и верувам дека до крајот на животот ќе биде така. Што се однесува до второто прашање, зашто? Долго години бев настапував у странство кога почнав да градам мојата фудбалска тренерска кариера, започнав надвор, значи бев и тренер во Тетекс, бев тренер во Пелистер, значи ги поминав да кажам условно кажано едни од најголемите фудбалски брендови Македонија. Меѓутоа секогаш кај мене живееше онаа желба и страст уште како мал да седнам еднаш на клупата на Вардар, па еве и во ваков момент како што е сега. Нормално дека преовладува желбата, љубовта и нормално како што кажавте вие и наетот, за да успееме, бев свесен во каква ситуација е Вардар
И свесно се нафатив и верувам во своите квалитети, верувам во луѓето кои што моментално се во Вардар, навивачката група, комити и сите фактори околу него и верувам дека ќе успееме. Има една, ајде да ја речеме, некое непишано правило или изрека кое што вели ако нема добар Вардар во Македонија, тогаш нема добар фудбал. Прво, ја сметате за вистинита и второ, тоа се надоврзува ако е вистинита, тогаш во лоша ситуација сме. Да, значи Вардар како бренд, како најголем фудбалски бренд, како клуб на народот, условно кажано, кој што во минатото бил шампион и на тогашна Југославија, освојувач на купот, значи од кој што излегле голем број на играчи кои што репрезентирале Вардар и Македонија надвор од границите на нашата држава. Секако дека просто кажано, кога ќе излезете надвор во странство, каде и да одите, ќе прашаат фудбал и сите одма таргетираат Вардар. Значи, нормално како што ќе одите во Србија, кој ќе излезете Црвена звезда или Партизан, или ќе излезете во Хрватска и ќе рече Динамо Загреб. Да. Значи, Вардар бил, Вардар е и Вардар ќе биде. Значи, тоа е факт. Исто така заборев да кажам, бев тренер во Силекс, имав, например, прилика и таму, исто еден клуб кој што има богата фудбалска традиција од осамостојувањето на нашата држава. Меѓутоа, еве, тоа го осетив на своја кожа како тренер, да кажам, во последниве подготовки во Анталија, каде што бев со Вардар, имавме подготовки. И навистина тука осетив и ја видов тежината на Вардар, што значи Вардар надвор од границите на Македонија. Да. Значи, и секако дека без Вардар, мислам дека ниту лигата, ниту фудбалот нема да биде ист во Македонија, бидејќи пред се ради традицијата, навивачката група, комити, луѓето и целокупната фудбалска јавност. Мислам дека Вардар треба, а јас верувам дека ќе успееме. Без разлика во каква ситуација се наоѓа клубот, се знае, така било, веројатно треба и да остане. Посебна е таа една задача и одговорност да некој заслужи да го облече дресот на Вардар. И сега можеби во поново време играчите плати не земаат или земаат некакви символични средства, тренираат во никакви услови, меѓутоа сепак тежината на дресот веројатно не треба да се промени. Според тоа, што мислите, што треба да поседува еден човек и фудбалер за да заслужи да го облече дресот на Вардар? Па добро, тежината на грбот и дресот на Вардар на самиот по себе си ја дава и самата тежина. Меѓутоа, пред се, тој што треба да дојде да игра во Вардар, треба да знае каде доаѓа, имајќи со оглед на тоа колку е тежината за Вардар. Исто така, пред се треба да биде професионалец. Во поново време, например, како се вели дека треба да си професионалец, треба да си карактер, без разлика каде играш, меѓутоа кога ќе дојдеш во такви еминентни, познати и брендирани клубови, во случајов Вардар, значи треба да си подготвен на секакво сценарио и треба да гинеш едноставно за тој клуб, за тој грб, за тие навивачи, за јавноста. И нормално дека не е лесно, меѓутоа сепак самото облекување на тој дресот, грбот, поддршката која што ја чувствуваат играчите, верувам, во позадина, како ветер во грбот, самата по себе го влече максимумот кај играчите и мора да бидат секој момент. Јас често пати кажам, во ред, разбирам да се загуби надпревар. Меѓутоа се загуби машки, значи во борба, во трка, кој е поквалитетен противникот. Без предавање. Без предавање, значи, а Вардар тоа самото по себе го носи и затоа е без разлика кој да го облече дресот на Вардар, треба да знае дека тоа чест и задоволство и дека не секој може да го облече. Сега овие играчи кои што ги имате и кои што се дел од тимот, сметате дека во доволна мера добро се однесуваат кон Па да, можам да кажам дека сум задоволен од нивниот однос, од коректноста, од професионалноста, дека сите го даваат својот максимум и сите се подготвени, сите ја знаат тежината во која што моментално и ситуацијата во која што се наоѓа Вардар и дека се подготвени, што се вели од последниот атом од својата сила да ја дадат за да успееме во таа заедничка намера, како што и сами кажавте во почетокот на разговорот, да
го станеме Вардар оваа година во првата лига. Мисијата не е лесна, нималку, меѓутоа ние веруваме во себе, во собствените квалитети и мислам дека ќе биде се во Нема најдобре. нема предавање. Што не е од срцето? Вардар! Ако не е Вардар во срцето, што не е од душата? Каде тренирате во моментов? Каде ги одработувате тренинзите? Тренинзите, значи, ги обработуваме под, мислам, како да кажем, ајде, база, центар ни е моментално Борис Трајковски во Маџари, каде што ги користиме соблекувалните, значи таму се ги користиме како дел од доаѓање на тренинг, подготовка и сите тие други работи. Тренираме таму 2 до 3 пати на тој терен, нормално бидејќи надпреварите ги играме таму. А исто така го користиме спортскиот центар на Вардар, услугите ги користиме таму, значи во хиподром и неретко одиме и во Кадино или во Марино, каде што ни се излезени во пресрет градоначелникот на општина Илинден и ни излагаат во пресрет и ни даваат условите каде што имаме коректни услови за тренинг. И добро, сега мораме искрено нели да разговараме. Реков, во вашиот тим имате играчи кои што се и моја генерација, дури и повозрасни, тоа значи 30 плюс. Значи имаат багаж позади себе и сега треба во овој дел од својата кариера да дојдат на тренинг каде што знаеме терените на што личат за жал, да дојдат некаде каде што некој пат има соблекувална, некој пат и нема. Некој пат може би имаат каде се истушираат, некој пат и нема. И вие сега треба да почнете тренинги и да ги мотивирате цела недела да тренираат за тоа што им предстои, да речеме, во следното коло, еве на пократка патека дојдеме. Што им кажувате на играчите, мислам, како ги тренирате за да едноставно да не падне таа атмосфера, зашто човек колку и нешто да сака, со текот на времето, кога е тешко, кога не идува на отпор, логично е да се намалува ентузијазмот. Како ја одржувате атмосферата? Што да каже човек на тие луѓе пред тренинг, за да дадат максимум на тренинг? Добро, мислам, сложено прашање, добра ваша констатација. Навистина е тешко да се работи во Македонија, поготово фудбалот. Како да ви кажам, еве вие сте имале прилика, вашиот брат игра за репрезентација, настапа моментално Фехервар во Унгарија, сте биле таму, сте присуствувале, сте ги виделе тие услови, значи инфраструктурата кај нас е на најниско можно ниво. Значи тоа е факт кој што ако доколку сакаме да подигнеме нивото, мора од тука да почнеме. Тоа е број 1. Кога се доаѓаме на тренинг, значи свесни се играчите сами во каква ситуација е генерално фудбалот во Македонија, во каква ситуација моментално Вардар. Меѓутоа, мислам дека они се подготвени и свесно знаат во што се впуштаат и просто таа љубов, топката, желбата за докажување, нормално што кажавте и тој багаж што го носат тие неколку искусни играчи кои што ги имаме, знаат да го спроведат и се максимално професионални, бидејќи кога доаѓаат на тренинг, нормално јас се обидувам да ги анимирам, да направиме некоја атмосфера каде што ќе излечеме максимум од нив. Не често тоа успева, меѓутоа, верувајте, кога сте во таква ситуација, кога сте се предодредиле да го работите тоа што го работите и моментално сте во државата и во клуб каде што се такви условите, навистина мора да бидете ментално многу психички, стабилни, јаки, да верувате во себе и можам само да им кажам благодарам на играчите навистина, бидејќи досега сме немале воопшто никакви проблеми и без разлика на све каде и да тренираме и каде да играме, они максимално ги испроведуваат моите замисли. Може би слично прашање, но е поврзано со вашата работа. Кога сте во ситуација да не можете баш да бирате кои играчи сакате да бидат дел од вашиот тим, нели треба човек нешто и да даде за да може да добие од другата страна. Повеќе сега е тука спротивно насочена енергијата, тој што има ентузијазам, тој што го сака Вардар, тој доаѓа да биде дел од приказната. Значи вие можеби не бирате многу, но сепак треба да го задржите својот авторитет. Значи да не биде тоа, ние доаѓаме доброволно и сега твојот збор не се важи, не можеш баш многу да ни кажуваш што и како да правиме. Тоа успевате да го избалансирате? Па да, успевам, бидејќи зад себе можам да кажам имам 12-13 годишно искуство, значи сум го печел за наетот, многу мина ќе кажат да, меѓутоа го распочна од
најмалите категории да води деца буквално од градинка, па степ бај степ, што се вика чекор по чекор, успеав да се доизградам, да се направам и резултатите што ги имам зад себе, горд сум и навистина верувам во тоа што го работам, се наметнувам, сакам да имам дисциплина, бидејќи дисциплината е клучот на успехот нормално, и гледам колку можам да бидам и флексибилен во одредени ситуации, значи знам да изменаџирам со ситуацијата. Тоа што кажавте, да, не си во некојаш во ситуација да ги бираш посакуваните играчи со оглед на тоа дека финансиската ситуација не ти е таква, меѓутоа верувајте, мислам дека не постои играч во Македонија без разлика колку и да земал и каде и да играл, кој ќе му се спомне Вардар, дека би дошол во Вардар и би играл во Вардар и за најминимални услови само за да биде во Вардар. Да, јасно. Мислам, такво чувство имам јас. Мислам, не само јас, туку во разговорот и со други колеги и со играчи. Верувајте, сите го сакаат Вардар, меѓутоа не признаваат. Еве, буквално да ви кажам, значи имав ситуација и со играчи кои што играат и во поквалитетни клубови, финансиски подобро, и самите кажуваат странци кои што играат во нашата лига, вика, ова што го доживеавме на последниот надпред со Шкендија Вардар, значи вика, ова еднаш во кариерата може да го доживееш. И оние најстарите, да речам, Вардарови комити од раните почетоци на Вардар, значи луѓе кои што се веќе во години, добивам максимална поддршка, ајде ќе успееме, тука сме за тебе, сме за Вардар, сме, дај што треба, значи на секој чекор, буквално на секој чекор, дури доаѓам во ситуација некогаш, бидејќи си тренер на Вардар, ќе ти излезам во пресрет. Значи имам ситуации и такви од некои луѓе каде што ќе се најдам во некоја ситуација. Луѓето те препознаваат. Верувајте дека навистина тоа што го доживам овие 2-3 месеци во Вардар, ќе бидам нескромен како кажам дека ми годи, да, ми годи. Убаво е чувството, без разлика. Најбитно од све сум во својот матичен клуб. Знам во каква ситуација сум, знам дека имам поддршка зад мене од фамилијата, од најблиските, од Вардаровата армија на навивачи, од луѓето кои што се моментално. Од секоја сум бил коректен каде да сум работил во било кој клуб, што се вели сум оставил отворена врата и навистина верувам дека ќе успееме, не знам колку пати еве тоа го потенцирам и го кажувам. Па тоа сега зголемува одговорноста ваша што имате. Одговорноста моја е голем, свесен сум, меѓутоа што велат на мака се познаваат јунаците, свесно го прифатив овој предизвик, свесно влегов во оваа приказна и верувам дека со своето акумулирано пред се фудбалско и тренерско знаење дека ќе сме на прав пат и дека ќе успееме сите заеднички и поддршката, да, ќе кажам дека е огромна и од сите страни пристигнува.
Да ми објасните оваа ситуација кога игравте дерби во Скопје, имаше една многу убава атмосфера, комитите се погрижија да биде така. Имаше и настап еден убав на Бојана Скендеровски, можеби ќе погледнеме дел од тоа што таму се случуваше. Што ви поминува низ главата додека траат тие моменти? Излив на емоции, позитивно, како да ви кажам, еве дори ми доаѓа да заплачам, верувајте, бидејќи навистина ми се враќаат моментите кога прв пат дојдов во Вардар, таа стара соблекувална, мирисот на соблекувалната, играчите доека се загревале, Панчев, Станојковиќ, Најдовски, Јаневски, Ѓоргиевски, ред други, значи имиња Джипунов, Филевски, после имав прилика и со нив да тренирам и да работам. Ти се враќаат емоции, ти се враќа градски стадион полно, Црвена звезда, Партизан. Значи наплив, верувајте, во моментот можеби милион слики низ главата ти поминуваат. И се буди кај мене некој жар, некоја желба, адреналинот е на, мислам дека ќе експлодирам. Моментот и кој ќе почнат преварот, веќе се впуштам и сите тие наплив на емоции ме водат и ми даваат подстрек да издржам и да бидам фокусиран максимално. Да победите. Да. За жал, спротивната ситуација на оваа што сега ја кажавме е кога некој сака на трибина, а бога ми надвор од трибина, да го погреба Вардар. Што тогаш ви поминува низ главата? Видете, пред се тоа е... Еве, сега ќе ви кажем последниот напревар со Шкупи. Значи се запали шал, знаме на Вардар. Никој ништо не реагираше. Значи, јас разбирам, да, кодекс на однесување и на навивачи на све. Меѓутоа, надпреварот со Шкендија, во Тетово јас не го видов тој моментот, после преку социјалните мрежи го видов тоа погребување, на вистина невкусно, недолично за еден клуб како Шкендија, кој што во минатото на вистина инвестира. Нивната навивачка група, не знам како се вика, не ме интересира. Јас често пати сум играл против Шкендија, знам што е, меѓутоа еве се прв пат со Вардар, го осетив тоа на своја кожа, меѓутоа верувајте, после надпреварот во Маđари, самите луѓе од Шкендија дојдоа и честита и река: ви честитаме на навивањето, на пречекот, на односот, а јас во една изјава пред самиот надпревар кажав: ќе видите дека навивачката група на Комити е господска, дека ќе бидете господски тука при мене и дека ќе видите како се навива за својот клуб. И мислам дека тоа го доживеа и самите тоа го призна, а тоа што некој те погребува, мислам дека дава подстрек повеќе кај мене, кај играчите. Да не дозволите да не дозволиме тоа, напротив, следната сезона да им покажеме, а последниот надпревар им покажавме и докажавме дека ќе бидеме конкурентни и дека ќе бидеме уште подобри од колку што сме сега. За таа конкурентност, ќе се согласите, верувам, многу ни е важна и днината, односно попрецизно кажано, младите сили. Вардар се обидува и во тој поглед да си ја зачува колку што може својата школа и изворот на нова енергија и нови таленти. Верувам имате увид што таму се случува, па освен овие повозрасните кои ги споменавме, ќе имате ли нови играчи кои што допрва ќе можат да помогнат на првата екипа? Па видете вака, значи ако сакате еден клуб да функционира и да живее, значи мора да се сконцентрира на базата, фактички на производ на играчи од својата школа. Во моментов, значи, се прават огромни напори и верувам дека се на прав пат. Еве и Злате Таневски е назначен за координатор, дете на Вардар, кој што знае, поминал, знае како е тоа. И имам нормална корелација со нив, одам ги следам тие надпревари, ајде да кажам жаргонски, фудбалски, да скаутирам, да гледам.
воведовме практика да воеднаш во неделата некои од тие млади играчи кои што се поквалитетни да доаѓаат, да бидат, да осетат, да бидат помеѓу овие возрастните играчи, да осетат што значи Вардар да си во првиот тим, какво е чувството со облекувалната, односот, тренингот. Така, па и притисок дури. Да, притисок, да почувствуваат, да видат каде се, што се, зашто верувам утре, задутре, тие ќе бидат можеби носители на тој идниот Вардар. Има играчи, да, млади играчи на Вардар, кои што верувам дека во скорешна иднина ќе може, а и визијата е таква да во наредните години Вардар се базира барем, ајде да кажеме, во првиот тим има 7-8 играчи од младинската школа, своји играчи кои што ќе се етаблираат и ќе влезат во првиот тим и да речеме ќе бидат носители на Вардар, па од тоа Вардар да може утре задутре нормално доколку има добри настапи и биде во прва лига и сите, па и да се бори за повисок, зашто не и за титула и за куп, нормално тоа е тенденцијата на Вардар, бидејќи Вардар тоа и треба да биде. Направат и кариера и секако дека тоа е еден предуслов за да го вратиме Вардар на оние патеки кои што беше во минатото. Некои имиња ќе споменеме ли од помладите, ќе биде верувам мотивирачки, другите исто така верувам нема да се налутат, да, например нема што да се лутат. Тука например го имаме например Дошев 18 години, Горијан Цветков 18, Бундалевски, го имаме Филевски, малиот Гоман, потоа имаме други деца, например Левковски. Па во помладите категории имаме Гоманчиња, Грбевски, исто така интересни, има Радевски, значи има доста 3, 4, 5, еве да речам, интересни дечиња, Атанасовски, Јакимовски, кои што настапуваат и за помладите селекции на репрезентациите на Македонија. Го заборев тука и Омер Агич, кој што е в 20 години, кој што настапува исто нели направило до 21 година за да настапуваат, кој што за жал морам да се доврзам ова, селекторите, поготово во тие младите селекции, не практикуваат, помило им е да земат играчи надвор од странство, а не играчите кои што ги имаат, што се вели пред себе да ги гледаат, меѓутоа тоа е прилика друг пат ќе разговараме на таа тема, не е сега тоа. И верувајте дека има во државава млади играчи, има играчи кои што треба да се гледаат и нормално дека јас ќе продолжам и понатаму да дискутирам. Да им се даде шанса. Да им се даде шанса и ќе им се даде шанса, еве полека ја добиваат, го стекнуваат тоа потребно искуство. Еве, например, тој Дошев, Цветков, Филевски, Будналевски, утре задутре за година, две, они да бидат носители, па на тие помладите да им го кои што ќе дојдат до прво. Така е. Не е лошо што ја споменавте репрезентацијата, но сакам да направите вие една паралела, една споредба на таа генерална слика во фудбалот која што имаме тука на клупско па и репрезентативно ниво. Тие се секој пат на некој начин поврзани без разлика на меѓународните кариери на дел од играчите. Имавте прилика да работите во странство, во држави каде нештата се поинаку поставени. Меѓутоа, откако поминале години, се испоставува дека одредени методи на работа носат успеси. Ние треба да целиме да следиме такви примери. Значи репрезентацијата да ни биде подобра и подобра, клубовите да ни бидат подобри и подобри, а не да бидат спротивно. Па со самото тоа добиваат сите, и како држава, и како репрезентација, и како клуб. Рейтингот на играчите е повисок, рейтингот на тренерите е повисок. Во оваа ситуација ќе речат многумина, еве не можеме да продаеме играч. Да, не можеме. Зашто не можеме? Се запрашале ли тие некои што ја водат, например, фудбалот во Македонија? Зашто? Па инфраструктура немате. Неспоимливо е, например, Струга 3 милион шампион на Македонија, да немаш соблекувални каде што ќе влезеш, да се почувствуваш како играч. Значи не само играчите тука, не терени. Терените се во очајна состојба. Значи треба од тука да се почне. За репрезентацијата. Имаме играчи. Имаме играчи. Да, тие играчи настапуваат надвор. Меѓутоа, треба да се види и внатре во државата што играчи имаме, поготово тие помладите селекции. Не се на услов, например, на некој играч играл во Сампдорија, во Примавера, во тие младите, сега тој е подобар, ќе му даеме шанса, а овој тука го имаме и игра стандардно тука. Значи, тука треба исто да се стави една стратегија. Ако веќе го имате тоа правило до 21 година, некој играч да игра, и форсирате и барате од клубовите да настапуваат, да играт, па
чим играат тука, значи тие се некој квалитет, блиску се до очите на селекторот, може да ги виде, да ги повика во репрезентацијата, па да им се даде шанса, а не така на некој наречено анонимус и од надвор, прв пат слушнал, играл, го виделе, го таргетирале, го одма го повикуваат за репрезентација. Мислам, малце, тука не побиваат и нас, тренерите, и клубовите, како луѓе кои што сме носители на целата ова, како се вели, нова јадро фудбалско во нашата држава. Во која ситуација ни се младинските категории и пристапот кон фудбалот што го имаме уште од најрана возраст, заради тоа што фудбалот оди многу напред и се менува, де факто се менува. Значи, пак ќе се менуваме ли ние и нашата стратегија со децата, со младите кои што треба да учат нов модерен фудбал? Точно, да не бидат застанати во некој старо време. Млади треба да им се дадат услови. Да. Значи, добри терени, да се анимираат, како се вели, значи да имат убави терени за надпревар, убави услови, да се почувствуваат тие деца како дел, еве јас утре ќе играм на градски стадион Тодор Проевски или ќе играм за Вардар, за Пелистер, за не знам кој друг. Во поново време е тоа и предизвик и да дојдат воопшто на тренинг, да тренираат спорт. Да, многу мина ќе дојдат, ќе се откажат, кои ќе видат и самите родители во какви услови им тренира детето, какво е се. Значи треба да се направи, воспостави некој систем. Сега каде го гледам и го лоцирам проблемот. Убаво кажавте, имам искуство. Да, бев во Исланд 6 години, каде што почнав и да работам со девојчиња 6-7 годишна возраст, две дури стана и репрезентативки на Исланд. Исландски женскиот фудбал е светлосни години пред нашиот. Значи, таму се анимираат уште од градинка децата. Пред се дава акцент на таа анимација и популација да биде што е можно поголема. Да им се предочи дека спортот е пред се здравје за сите и спортот е фактички еден социјален аспект во кој што децата се развиваат здраво, ментално, психички, физички. Потоа се дават многу гледаат на тоа да имаат децата најоптимални услови за да дојдат да присуствуваат на тој, значи терени, соблекувални, опрема, да бидат подготвени, да ги имаат сите потребни реквизити. И еден момент многу битен, например во Исланд, не само во Исланд и туку и во другите европски земји, каде што се практикува, значи нема приватни фудбалски школи. Системот е поинаку поставен. Системот е поинаку со фудбалски клуб Вардар, фудбалски клуб Вардар. Значи членуваат таму. Собствена школа, да. Работнички, Шкупи, Шкендија, Брегалница. Значи тие. Има, например, меѓутоа има од 8 до 12. Потоа више во 12 кои ќе влезат, тие се инфилтрираат и доаѓаат дали во Вардар, дали во Работнички или не знам. Име и презиме. Фудбалски. Гудјонсен, Барселона, не знам, клубови, име и презиме исландско. Отвори приватна школа во Исланд. Знаете колку траеше? 2 месеци. Значи не може да се оди против. Не може да се оди, да. Поредок е правилно. Друга работа, што ги поздравувам тој потек сега на федерацијата, да од следната сезона сите клубови имаат и женски клубови. Да. Па зашто кога ги добиваме тие средства, пари, хет-трик од федерацијата за развој на женскиот фудбал, зашто Вардар да нема женски? Има. Шкендија, еве гледам, Работнички, слушам дека ќе се, значи треба да имаме. Значи, зошто да не? Зошто да не? Повеќе спорт, секако подобра нација, подобро здравје и така значи, натаму. Подобро и веруете дека мислам дека и тогаш ќе тргнат и работите на подобро. Меѓутоа предуслов е доколку сакаме да се надпреваруваме и да имаме квалитет, треба да средиме условите во кои што се играат надпреварите. Да имате, нема терени, нема да играш. Да. Ќе играш на градски, ќе играш, па еве не знам во некои првенства дури играат на 3 терена, цело првенство играат петок, сабота, недела. Па тогаш ќе имаш и публика, тогаш ќе имаш и квалитет. И сега на пример ќе сака некој играч да се продаде, прават нели сега цедиња од надпреварите кои ќе го видат тие на на да, не сакаат нити да гледаат, уште е потешко за нив. Да, многу да. тешко е, како да ви кажем. Све е убаво на арена, идат надпреварите, те гледаат екс-Југославија, републиките, Вардар, ние сме на спорт клуб, кога играме на домашен терен. Значи,
убаво е да се види атмосферата, меѓутоа кога ќе се видат теренот, кој ќе се до условите, верувате дека све тоа паѓа во вода. Имам уште неколку минутки, ќе ги искористаме малку можеби порелаксирано. Не сакам да го заборавиме вашиот татко. Она што ме интересира е каква е атмосферата и коментарите дома на тема Вардар. Ги следили Чичко Зоки, така ќе го наречам, ми дозволил самиот, со почит огромна се разбира. Знае ли многу да критикува? Ги следили сите надпревари кои што ги игра вашиот тим? Сака ли некогаш да се замеша во, не знам, во вашите одлуки, однесување или стои настрана од тоа? Само како навивач или како гледач? Пред се тој ми е многу голема поддршка, нормално и мојата фамилија, кој што, веруете, кога беше, се интензивизира работите околу Вардар, ја знаевме ситуацијата и све, мојата мајка, дури сопруга, рекоа, не е некој друг клуб по Македонија, Вардар. Значи, ние сме вардарци, да кажам, цела фамилија. И татко ми тогаш и сега ме прати на секој надпревар, значи доаѓа и кога играме во гости. Знаеме на дента после утакмицата да седнеме со кафе, да направиме муабет. Анализа, да каже он што нормално дека ми доаѓат добронамерно, секогаш нормално тоа он го протежира, ми го кажува. Моје дали јас ќе го прифатам, меѓутоа секој негов совет со оглед на искуството кој што го има, бидејќи немалку да бидете генерален секретар во нас златна генерација на Вардар кој што стана шампион и потоа, значи во создавањето на тоа има искуство. Нормално сака да ми каже, да ми укаже, меѓутоа се тоа го прави за да ме подтурне, што се вели, да ме подигне, да ме изгради подобро, да ги водам и менаџирам работите. Нормално и од тука и од тој дел многу црпам како да водам, менаџирам клубот, ситуацијата, како да владееш со неа. И веруете ми е многу голема корист и често кажам, тој ми е најголемата поддршка и самиот он, фамилијата, со тоа што еве сега сум јас во Вардар, те уште поизразена, како да ја кажам, мајка ми што вели сопругата, стрепи ме кога играш, леле доколку се загуби, ќе дојдеш нервозен, како, меѓутоа видете. Во спортот добиваш и губиш, значи тоа е неминовно. Знаеме дека нашата тренерската работа е таква, да сме секогаш на удар, да сме секогаш од нас зависи. Најлесно е да го смениш тренерот. Најлесно е. Играчите, што велам, се заштитени со договори на 60 година дена. Тренерот точно е заштитен, меѓутоа резултатите доколку ги немаш, треба да имаш и морално и како тренер и како све, и нормално дали да си одиш, дали да останеш. Значи резултатите се тие кои што те држат. И нормално дека ми помага многу Чичко Зоки, така да ме води и многу сум му благодарен и ќе му бидам. И затоа го правам сето ова и ќе верувате ќе успеам, верувам и наетот ке мене Дебармалски проработува. Пробувам тоа да го пренесам на играчите целокупно и сите да успееме, зашто верувајте, убаво кажавте на почетокот, ако не е Вардар во прва лига, тогаш нема ни фудбал во Македонија. Тоа го има кажано и Чичко Дончо. Така да Вардар би било убаво да биде во првата лига, зашто сепак Вардар е Вардар. Точно така, мислам дека и соодветно за да си го заокружиме овој убав разговор, бидејќи времето сега толку ни дозволува, ќе ви посакам се најдобро, се разбира и многу среќа и успешна работа. Ги поздравуваме сите во вашиот клуб. Знаете, кодексот на мојата работа не дозволува да бидам навивачки настроена, меѓутоа реков, зборуваме за најголемиот спортски бренд на Македонија, што значи на сите би требало да ни одговара да ни биде во добра кондиција. Ви благодарам на поканата и верувајте дека ќе даеме се од себе, јас како тренер, играчите, луѓето, комитите сите, да успееме и да опстане Вардар и следната година во прва лига. Дај Боже да биде така, ви благодарам уште еднаш многу, ми беше голема чест што бевте мој гостин. Се надевам дека ужива и нашите гледачи, дека ќе ги поттикнеме со секој еден разговор да го сакаат и почитуваат спортот, во оваа ситуација и фудбалот, а нови спортски теми ќе подготвиме како и секој пат. Вие ќе ги гледате за точно 7 дена на Телма. До тогаш и вам ви посакуваме се најдобро. Довидување.